Поранешниот премиер Никола Груевски пред септември не може да оди во затворот и дризово на издржување на 2-годишната затворска казна. Судот најдоцна за 60 дена мора нему и на останатите да им ја испорача писмено пресудата. Од тогаш врви рокот од 8 дена. Груевски да поднесе жалба до апелациониот суд. Заради колективниот одмор во судовите, дури наесен апелација на јавна седница ќе пресече дали Груевски ќе оди во затвор или пак не. Велат познавачите на кривичното право. Не можам да преюдицирам, но како е сега и судската ферија, може би за очекување да биде после судската ферија некаде септември-октомври може би да се одржи, а може би и покасно. Се уште поранешниот премиер неправосилно осуден, тоа значи дека следат постапките кои што се во делот на жалбената постапка. Коментарите во јавноста дека осуденик се остава на слобода не се точни, тврди Елис Пахик, бидејќи дека Високиот суд не ја потврди одлуката по жалба, тие лица се слободни, особено ако се има предвид дека специјалното обвинителство не подава мерка за предпазливост притвор. Жалбата го извршува извршувањето, посебно во делот каде што од страна на специјалното јавно обвинителство не е предложена мерка за обезбедување во конкретнава ситуација, мерка притвор. Значи не може судот да донесе решение без предлог на во конкретнава ситуација специјално јавно обвинителство за мерка за обезбедување во конкретнава ситуација, како тоа се случи за поранешниот заменик Џоко Поповски при изрекувањето на 9-годишната казна пред 2 дена. Двете пресуди по обвинение на СЈО експертската јавност ги дочека на нозе, а дел потврдуваат дека се очекувани, бидејќи стана пракса во Македонија политичарите се соочуваат со кривично гонење. Високите затворски казни се одвестуваат со сторените кривични дела, додава Гордана Селјановска во вчерашното гостување на Телма телевизија. Нови 20 години затвор за кои судот го прогласи за виновен, но ја задржуваат слободата на претходниот премиер Груевски за 4 обвиненија од специјалното обвинителство. Веста за Груевски од судот од синок ги преплави странските пишани и електронски медиуми, додека партијата ВМРО ДПМН повторно застана во негова одбрана и со порака од судот дека не е заинтересиран ниту за докази, ниту за факти, ниту за аргументи. Велат правната држава не постои, а пресудите се политички, обвинувајќи го премиерот Зоран Заев за мешање во судството.